Се гаснат и од копно и од воздух силните пожари кои ја зафатија Македонија. Огнените стихии со поголем интензитет се на планината Серта, кај Неготино. Пожар кој се подели во повеќе краци. Посилни пламени јазици има и на Огражден кај Струмица, каде гори борова шума на 1200 метри надморска височина. Единицата за брзо распоредување заедно со армијата веќе втор ден помага во гаснењето. Ер-тракторите ги добиваат точните координати за гаснење на пожарите од единицата за брзо распоредување, која што претходно со дрон ги утврдува точните места каде е пожарот. Во регионот на Неготино има повеќе активни пожари, овој во близина на село Калањево и на тешко пристапен терен, што дополнително го отежнува гаснењето. Иако изутрината пожарите се држеа под контрол, високите температури, но и засилениот ветер повторно ги разгореа. Селото Калањево има направено обрач како вид заштитен појас, за ако дојде пожарот да не може да се префрли кон куките. Населеното место Липа, Калањево и Викен населбата Бела Вода се на овој регион. Другиот регион се селото Пештерница и селото Брусник. Затоа што е непристапен терен, од селото Брусник со механизација се прави еден вид пат за да можат пожарникарите со нивните теренски возила джипови да стигнат и да можат да интервенираат на тој дел. Помошта која побара македонската влада утрото пристигна од Турција. На располагање имаме 103 припадници на армијата, како и 30 припадници на единицата за брзо распоредување на МВР, кои што вчера се покажаа исклучително корисни, бидејќи физички се поспремни и може да се пробијат на места кои што се тешки за пробивање и ние се трудиме ако некаде имаме поквалитетна шума, 10 на 15 борови, буквално се трудиме и да ги спасиме и тие борови. Веќе утре се очекува да пристигнат ер-трактори и хеликоптери и од Србија, Словенија и Црна Гора. Министрите за внатрешни, за надворешни, за одбрана и директорот на ЦУК се во постојана координација. Беше утврдена потребата да се активираат меѓународните механизми за обезбедување на помош во воздухоплови, кои ќе се вклучат во гаснењето на пожарите кои деновиве зафатија државата. Според премиерот, Македонија побарала помош за гаснење само во воздухоплови, бидејќи се работи за високи и непристапни терени. Побаравме и дел од таа подршка денеска е пристигната. Од Турција се пристигнати 2 воздухоплови, авиони и 1 хеликоптер. Двата воздухоплови веќе работат на смирување на огнената стихија во атарот на општината Ново село. Хеликоптерот сега се упатува во Неготинскиот крај, на планината Серта. Очекуваме помош и подршка од и тоа само во воздухоплови. Друг тип на помош и подршка во овој момент не е потребна, бидејќи станува збор за непристапни региони. Очекуваме иста таква од Србија, од Црна Гора, од Словенија. Освен пожарите на планината Серта и оној кај Новосело, кои се гаснат претежно од воздух поради непристапноста, има и десетина други помали, со кои се справуваат против пожарните бригади и локалното население кое доброволно помага. За полесна координација и справување во огнените стихии, владата викендов прогласи кризна состојба на целата територија на Македонија, која ќе трае 30 дена.